Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонода со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Ново издание на радиопрограмата Глас од Македонија, почитувани слушатели. И вечерва со емисијата за деца, потоа вистински настани како преданија, но и со новото откритие за вистинската историја на Македонија и македонскиот јазик, повторно со нас е Одисеј Белчевски. А за крај и песна од мојата поезија. Па и ова петочна наша програма, нека програми со гласот на Цане Николовски со песна за пријатна разонода. Време претешко, животот е игра мала. Денес си здрав, ти здрав и жив, утре кој знае кај ке си. Денес си здрав, ти здрав и жив, утре кој знае кај ке си. Ја ти пи, за утре другар не мисли ти. Денес е денес, а утре, ајде да наздравиме. Затоа денес ја ти пи, за утре другар не мисли ти. Денес е денес, а утре, ајде да наздравиме. Немаш ништо. Денес ти другар тука си, утре кој знае кај ке си. Денес ти другар тука си, утре кој знае кај ке си. Денес е денес, а утре, ајде да наздравиме. Затоа денес
здравиме. Денес е денес, а утре, айде да наздравиме. Зато е денес, яди пи, за утре другар не мисли ти. Денес е денес, а утре, айде да наздравиме. Денес е денес, а утре, айде да наздравиме. Од детското капче. Драги дечиња, здраво. И вечерва одлучив со приказка поврзана со земјата на вашите родители и дедовци за Македонија да ви се представам посебно со Пелагонија и со градот Стибера. Па да отпочнеме. Во Македонија нема што нема. Земја, сонце, води, дивеч, билки, се успева. Високи планини, снежни врвови, ретки шуми како на Пелистер, Бистра, Кожув, планини со гранит, мермер, оникс, ураниум, неметали, цел Менделеев систем на едно место се збрал. Плодовите, цветовите, виното, пастрмката, биволите и разни ендемити се живи сведоци на размената на сите богатства што Александар ги вршел со далечни земји. Прекрасните пейсажи, луѓето и уметничките дела се автохтони македонски. Градовите симетрично распоредени и сегашните и древните се споменици на уникатност, на уметничка дарба и способност на генерациите. Природата, животот, умот и човекот заедно ја представуваат македонската одлика. Во центарот на Пелагонија, што повеќе од 3000 години така се вика, се наоѓа селото Тополчани. Обкружено е со неолитски наоди, тумби и царски градови. Во подножието го пара Црна река или Еригон. Над самото село на Ридот е највисока кога на Пелагониската греда, што ја дели Пелагонија на половина, меѓу Прилеп и Битола или Керамиде и Хераклеја. Од тука се гледат сите градови и патишта. Во близина е Стибера, Дерион, Алкомена, Пелагонија, Хискана и Хераклеја, кои се поврзувале со царскиот пат меѓу себе. Тој пат уште е во функција, едни велат римски, други турски бил, само затоа што македонците граделе и во Рим и во Турско, кога Македонија владеела со сите земји. Тука, низ Пелагонија, затрупана е целата древна македонска историја. Стибера тоа го покажува. Од сите досегашни истражувања, од тој комплекс на градови, таму останале лузни од ограбувања на сите држави војски што не присвојувале. Стибера е најголемиот и најбогатиот град од сите македонски древни градови. Стибера е град ковачница на златните монети на царевите Филип II и Александар, се ковало во бакарно гумно. Стибера е град светилиште со храм на Тиха и статуи на Асклепио, Херакле, Хефест. Стибера со гимназионот, стадионот, салите, училници била најголем образован центар во Македонија цели 600 години. Стибера е седиште на племството од Македонија на пелагониските, пеонските, линкестиските и дериопските кралски куќи. Стибера уште не ги покажала царските палати, театарот, лабораториите и асклепијадите типични за секој македонски царски град. Досега сите искупувања во подножјето на Стибера се правеле само за да се грабне некоја статуа или плоча со писмо. Таа колонета од статуи од Стибера сега се колони во многу светски музеи. Таму тие ја немаат светоста на Македонија, библиската земја, зеаат само лусни од грабеж.
Нашата Ангелина Маркус вели: Пелагонија на Македонија и дава храна и на македонците, а градот Стибера пак го дава духот. Тоа беше приказката за Стибера, драги дечиња, а сега време е и за добра ноќ и пријатен сон на сите вам. Добра ноќ, драги дечиња. Помогнете ја радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки и слично да продолжи да се емитува и понатаму, а и да биде дел од вас, почитувани слушатели. Емисијата на Глас од Македонија, што е во недела на радио, можете да ја слушате и на YouTube, ако отворите на Voice of Macedonia, каде можете да кликнете на subscribe. Со тоа ја помагате и самата радиопрограма, а истовремено е и бесплатно. Фирмата Недан Тим Real Estate, специјалисти за продавање или купување на куќи, дека е тоа така, докажува нивната успешна 15 годишна пракса во бизнисот, било за куќи, фарми, бизниси, но и специјалисти за да ви овозможат на најлесен начин да добиете моргич доколку ви е потребен. Затоа, за реновирање, лисинг, купување или продавање на неподвижен имот, препуштете го тоа на Недан Тимот, телефонирајте уште денес до Васко Недановски на 647-333-9628 или 905-877-8262. Дали сакате да купите ауто, да лисате од марката на Volkswagen или пак ви треба поправка на вашата кола или пак некој дел? Тука меѓу вас е нашиот сонародник Васил Кајчевски со телефон 416-725-6335. Квалитетот на колата од марката Volkswagen е познат и загарантиран из целиот свет, а со тоа и квалитетниот и за поволна цена сервис што ви го нуди нашиот сонародник Васил Кајчевски. Доволно е да го завртите телефонот 416-725-6335.
935 и побарајте го Васил Кајчевски. Дали постои надеж, љубов јас да те наречам. Долго срце ми крадеш, а никако да се предадеш. Ти си моја црна, шума е душава. Цела ноќ бегаш и пред зори заспиваш. Усни на усни, тивка музика, раце во коси, колку си убава. Очи во очи, рај во душата, срце во срце, сакај ме најмила. Прв пат сонувам буден, одам исполет звездено. Ти си безкрајно моја, царство си љубовно. Тука нема време, луѓе и правила. Тука сме ние на чекор од вечноста. Усни на усни, тивка музика, раце во коси, колку си убава. Очи во очи, рај во душата, срце во срце, сакај ме најмила. Усни на усни, тивка музика, раце во коси, колку си убава. Срце во срце, сакај ме најмила. Од рубриката Верувале или не, поточно вистинските настани како преданија или легенди или приказни, во вечерашнава наша емисија ќе ве запознаеме со настанувањето на песната Ајде слушај Калеш Бреангјо, а за која и покојниот писател, кој токму потекнува од Мариовскиот крај Стале Попов, има напишано токму за таа мариовска мома од село Старавина. Вечерва ќе се потрудиме да ве запознаеме за таа убава црнокоса девојка Ангја Стирмева, близнак со Ангеле, незиниот брат од село Старавина. Во време на Османлиското царство во 16 век е родена црнокосата Ангја Сирмева, близнак со незиниот брат Ангеле во Мариовското село Старавина, едно од 30 села во Мариовската колија. Уште како дете, Ангја со симпатија гледала према врсникот Стојан, кој бил од истото село, како и тој што ја симпатизирал, со кој заедно израснале. Така да, кога пораснале, веќе си ја открие љубовта меѓу двајцата нив.
Меѓутоа, претходно да спомнам дека мариовчани за да одат на пазар, најблиски градови им биле Битола и Прилеп, кои оделе во група заедно. Еднаш, одејќи на пазар во Прилеп, селаните од село Старавина, Мариовско, со нив ги зеле и малите деца. И што се случило? На пазарот дошле османлиите војници и ги грабнале малите машки дечиња кои биле по 4, 5, 6 и 7 години за да ги појаничарат. Меѓу тие деца бил и 5-годишниот Ангеле, братче на калешата Ангја Сирмева, кои го однесле во Цариград. Минале години и Ангја веќе била вистинска мома која со Стојан размислувале за нивна заедничка иднина. Еден ден отишла во село Витолиште на некоја селска слава, а кадијата Прилепски, кој претходно ја имал видено во Прилеп младата Ангја, решил да ја граби. Почнал со помош на турските аскери да ја прати и така кога, како што реков, отишла во село Витолиште, ја грабнале турските војници и ја однесле во сараите во Прилеп кај кадијата. Кога разбрале селаните дека Ангја е грабната, ја научиле куќата каде што била затворена самата Ангја и успеале да ја земат назад, а меѓу нив бил и низиниот сакан Стојан. Меѓутоа, по кусо време, мариовчани, не можејќи да ги трпат зулумите што ги правеле турските аскери, кренале бунна наречена Мариовска буна, некаде 1564 до 65 година, каде мариовските бунтовници биле задушени од османлиските војници. Меѓу нив биле Ангја и низиниот сакан Стојан. Сите тие мариовчани ги врзале во синџири и ги однесле во Цариград. Ги однеле пред везирот кој почнал да им зборува на македонски, што турците велат на каурски. Ги распрашал од каде се и кога им рекле дека се од Мариово, почнал везирот да ги прашува за нивните имиња. Погледот му застанал пред девојката Ангја, кога таа го кажала името, а тој видел дека има нишан на раката. Ја прашал од кое село е, таа рекла дека е од Старавина. Тогаш везирот го повикал пашата, чие име му било Арслан. Му рекол да ја извади чалмата од главата, велејќи му: дали ја познаваш оваа девојка? Кога пашата Арслан рекол дека не ја познава, везирот му кажал дека е од Старавина и дека се вика Ангја. Тогаш везирот ја зел раката на Ангја, каде што имала нишан од рожбата, а за чудо на истото место на раката до дланката имал и самиот паша. Како близнаци се препознале, се изгушкале, а тоа бил братот Ангеле, наречен Арслан паша. Везирот ги прашал зошто се донесени дури до Цариград и заробени, а тие му рекле од големите зулуми што Прилепскиот кадија ги правел, па затоа ја направиле и буната. Тогаш везирот наредил да се ослободат и заедно со пашата Арслан инаку Ангеле да одат во Прилеп да го сменат кадијата. Заминале за Прилеп и Мариово, но кадијата веќе бил умрен. Така да ставиле нов кадија, а ферманот, односно документите што биле испишани за мариовските селани што требале да дават казна или данок, а потоа се вратил бидејќи тој ги искинал претходно. Интересно е да се спомне дека братот на Ангеле и Ангја, чие име било Јордан, со сопругата Сирма, девојачко иначе нејзино Попова, името на детето што им се родило го крстиле Ангеле, додека пак трите деца на Стојан, Ристов и Ангја Сирмева, а потоа Ристова ги крстиле Ангеле на братот Ангеле и родителите Ристе и Велика. Тоа е настанокот на самата песна Калеш Ангја. Ајде, слушај, слушај, Калеш, мре, Анјо.
Ajde, slušam, Turski nejra А сега повторно со рубриката Запознајте ја вистинската историја на Македонија и македонскиот јазик. Со вас е и вечерва Одисеј Белчевски. Денес ке зборувам за македонските божества од антиката, од најстарите времења. Да се изјасниме, не постои така наречена грчка митологија, затоа што самиот Платон потврдува дека така наречените грци ги примиле сите божества од македонците. Една од најважните антички божества е божицата Хера. Таа е така заведена во западните учебници, да речеме. Всушност, буквата Х не постоела, ни не постои ни во Хомера, таа била Ера, а што е уште најважно, лингвистите на Западот ја изфрлиле буквата В однапред, што се викаше дигама така наречена во лингвистиката. Всушност, тоа е вера. Многу научници во лингвистиката дале различни етимологии на името вера. Тие направиле бројни обиди да се пронајде прифатливо значење на името на ова класично божество, кое денес
е погрешно означено од западната наука како така наречена грчка божица. Познатиот холандски лингвист Роберт Бикс, кој што ни замина во 2017 година, се изјаснува чисто и јасно дека божеството Ера или Вера е со негрчко потекло, значи потекнува од некој спрема него непознат јазик. Но тоа не е непознат јазик, затоа ќе се свртиме назад и ќе прегледаме и во Хомера како е потеклото, како се дојде до самото име Хера или Вера. Изјавата на Роберт Бикс, лингвист од Холандија, представува многу голем удар за западните лингвистички ученија. Повеќето од изјаснувањата на западните научници или лингвисти се плитки, позначење и немаат никаква концептуална креација или поврзаност со практичниот живот, како и врска со јазиците на Европа. Можеме да си замислиме во најстари времена, луѓето биле зафатени со фамилијата, со работење на земјата и така натаму. Тие немале врска со измислување на некаква митологија. И во текстот ќе изјасниме како се дошло до самото име. Всушност, овие западни европски лингвисти направија неправда на важноста и големината на името Хера, кое се разбира е со универзална карактеристика и со многу далечно потекло. Ако ги студираме по старите книги на класична митологија, ги откриваме главните атрибути на божеството Хера. Тоа е символ, всушност таа е символ, носител на довербата во бракот. Таа е постојана сопруга на врховното божество Зев, а тоа се представува животот, и символ на мајчинството. Исто така символ на чесен брак и довербата во бракот, носител и заштитник на родот, тоа се децата, и воопшто столб на фамилијата. Мојата студија го објаснува вистинското значење на името или титула Хера и ги открива длабоките корени во македонскиот и сите славјански или словенски јазици, како и придонесот на ова божица во јазиците и општеството на Европа. Хера е небесна девица, која никогаш не го напушта Зевс, таа секогаш е прикажана скромно облечена, со соодветно покриено тело. Таа е постојано доверлива и верна кон незиниот сопруг и секогаш е примерна како мајка и како жена. Хера е символ на брачната љубов. Да се прашаме, ако научниците му припишале досега заслугата на античките европејци, да речеме за развојот на математика, филозофија, геометрија и така натаму, зошто да не постои практично објаснување и логично објаснување на овие религиозни верувања, така наречени митологија, кои што еволуирале како природен процес во текот на времето. Довербата и верата кај човекот е природен феномен кој е неопходен за обезбедување на континуирано човечко постоење. Ова укажува на концептуалното создавање на името. Треба да ја проучиме ова божица како природен концепт кај човекот. Се разбира, довербата е столб на семејството и општеството, како апсолутна неопходност. Доблест оградена во луѓето со континуирано наблюдување на природата. Овој природен јазичен концепт што еволвирал од древното обожавање на ова божица е длабоко зарежан во нашето општество и христијанската православна вера. Создавањето и атрибутите на самиот збор, тоест име Хера, е зачнато или стекнато во најраните палеолитски времиња на праисторијата. Во жената Господ
вградил природен незаменлив инстинкт како носител на деца. Таа е божествено суштество, кое носи живот, а подоцна станува символ на бракот и семејството. Мојата студија открива значајно постоење на атрибутите и значењето на Хера во нашето општество и јазик, специфично кај македонците. Се знае дека жените имат биолошки нагон, инстинкт да донесат род, да ги заштитат своите деца, а тоа е неопходно за постоење на самото човечанство. Денес довербата и верувањето е дел не само во брако и семејството, туку и во сите аспекти на општествениот живот. Луѓето и народите бараат доверба меѓу нив, за да се промовира мир и добар живот. Кај македонците довербата е поврзана, ќе повторам, со религијата, а тоа се разбира верувањето во Бога. Ќе продолжам и ќе се изјаснам како довербата и верувањето кај човекот се концепт поврзан со сонцето, поврзан со сончевата светлина. Со наблюдување, посматрање на сонцето, можеме да разбериме колку е тоа убаво и вечно. Сонцето го овозможува човечкиот живот. Знаеме дека сонцето се раѓа со милиарди години и ќе продолжи да се раѓа секој ден во бескрајност. Луѓето го наблюдувале овој феномен уште од праисторијата и увиделе, дознале колку дневната светлина била важна за нивниот живот и постоење. Спрема учењето на македонскиот филозоф Аристотел, светлината е најважниот елемент за создавање на животот. Како пример, можем да кажеме дека и во англискиот јазик се најдува многу изрази што се докажува значајноста на светлината. Светлината создава живот. In English, light creates life. Even in the Bible, God says, I'm the light and the life. And seeing is believing and trusting in English. А наспроти е темнината, која носи страв, сомневање и непознатост. Со изгревањето на сонцето започнува денот и целата природа оживува. А тоа е феномен кој се врежал во умот на луѓето од памтивек. Не постои ни една сила што може да го попречи овој феномен. Годишните времиња идат, сезоните се менуваат, а нивната врска со сонцето се врежиле и се вградиле во умот на човекот и постепено станале првите состојки за создавањето на довербата, верувањето и обожувањето. Затоа можеме слободно да се изразиме дека сонцето е символ на довербата. Знаеме дека секогаш ќе блесне, секогаш ни се враќа во бескрајност. Денес преносливото значење може да се потврди и со самиот израз, а тоа е изразот на сончевиот зрак како символ на надеж, на доверба кај човекот. Античките македонци се разбира го обожувале сонцето, а нема никакво сомневање, тоа е и ден денес символ на нашето античко знаме. Најголемиот дел од проблемот со западните лингвисти што во потрега по логично објаснување на Хера или Вера, лингвистите и етимолозите користеле само така наречен грчки и латински јазик, без анализа и пронајдување на јазични односи и концепти поврзани со други јазици, како што се санскритскиот и словенските јазици, се разбира и македонскиот. Еден од проблемите е што во најстарите книги на името Ера постојало буквата В во напредниот дел на зборот, однапред на зборот, што се знаеше тогаш како дигама, и ден денес во лингвистиката се употребува дигама, а го има звукот на буквата В. Ако го воспоставиме знакот или буквата В,
тогаш ХМРовото ера го добива оригиналното име вера. Почетната буква Х или Х на англиски беше додадена од западните лингвисти во Европа во 1800-те години, заменувајќи ја оригиналната дигама или звукот В. Ова се докажува со самиот Хомеров збор врета. Врета, да се верува во Бог, а се разбира во македонското е верата. Значи, врета е една варијација на верата. Во сите пишани книги, документи, во нашите сегашни библиотеки, ги наоѓаме описите на Хера и лесно откриваме дека во сите доминира карактеристиката на довербата и верувањето. Да се вратиме моментално на лингвистот, италијанскиот лингвист Марио Алинеј и неговата теорија на континуитетот на народите. Тој дава и даде силни лингвистички докази дека словените одсекогаш биле во Дунавско-Балканскиот регион од времето на Палеолитот. Со ова тврдење тој практично ја уништил официјалната индоевропска теорија, што укажува дека неолитските култури на словените во Дунавско-Балканскиот регион се оригиналната лингвистичка орбита на Европа. Ова го спомнав и монатата емисија, или предходно, а го спомнувам пак затоа што е многу важно. Ако концептуално го анализираме зборот вера, а исто така постои и вјера, се наоѓа во хрватскиот, во српскиот јазик, во босанскиот, тие се скоро горе-долу исти јазици, се створило ова име се створило од глаголот види, диалектички ви. Ние ведиме ви таму, или овде види и ви е диалектичката форма на види, кој што се комбинира со зборот частичка ра. Ра се наоѓа во многу зборови во македонскиот јазик, како што е зрак, тоа е зрак на светлината, а тоа е сонцето. Тука добиваме комбинација на ви и ра, така да оригиналното било вира, постепено станува вјера и вера, а неговото исконско праистотско значење се открива, што значи видија светлината, види го сонцето, вечната и доверлива светлина на сонцето. Во 1975 година рускиот професор лингвист Сергеј Рјапчиков, експерт за античко-скитски сарматски, а тоа се староруски написи или надписи, ги идентификуваше и дешифрираше надписите пронајдени на една скулптура објект во Украина. А тоа беше скулптура Лавот на Олбија, повторувам, во Украина. Тука овој значаен лингвист Рјапчиков ја идентификува буквата, символот на сонцето Ра. Во звукот Ра се споредува со символот на сонцето е неодамна пронајден на античка стела или стена, да речеме од Македонија. Тоа е пронајдена од професорот Душко Алексовски, археолог, професор и доктор. Процената со старост од 4000 до 5000 години пред нашата ера. Значи, Ра било сонцето. Тоа е неверојатно, но не изненадува. Скитскиот и македонскиот Ра се соспаѓаат и со староегипатското божество на светлината на сонцето Ра, како што се најдува во Амен Ра. И тука се потикнува многу големо прашање. Како египјаните го добиле овај збор за сонцето, дали тие го примиле од најстарите народи од Европа, а највозможно од античките македонци. И денес исто така во астролошката азбука имаме употреба на Ра. Се наоѓа символот на Ра, што е скоро идентичен. Немам шанса да ви кажам слика, али зборот Ра, што се поврзува, како што кажав, со зрак,
денес е најзастапен во македонскиот јазик. Во нашиот јазик имаме длабоко присуство на коренот ра, поврзан со сонцето и сончевата светлина. Неколку примери се зора, каде што се најдва таа честичка ра, имаме зрак, светлина, имаме рај, рајот, знаеме дека се асоцира на светлина, на убавина, имаме радост. Сонцето, секогаш изгревањето на сонцето ствара расположение и радост кај човекот. Имаме разум, интелигенција и така натаму. Ова е масивен корен во македонскиот и словенските јазици и дел од многу зборови во сите други европски јазици. Например, имаме radiate, имаме ray, ама се пише R-A-Y, тоа е рај во англискиот. Нешто што е уште поважно, еден од најстарите јазици, а тоа е санскритскиот јазик, ја потврдува врската на Ера, Хера со сонцето. Али како? Ако ја бараме етимологијата и значењето на името Вера, Хера, ќе видиме дека целосно ова студија е целосно поддржана од палискиот дијалект на санскрит, тоа е може и постарите дијалекти, каде што се идентификува во античките зборови во нивниот јазик зборот веро или варокана и на санскрит виро. Овие древни зборови се поврзани со сонцето, со дополнително и тесно поврзано значење како дадени нешто што е дадено од Бог, од сонцето, а исто и со огнот. Да не забораиме дека санскрит агни во македонскиот е огни или огниште или оган, што е најблиску од сите европски јазици. Да продолжиме понатаму, ќе видиме дека овој концепт се наоѓа пак во практичниот англиски јазик, да се нешто да се види е да се верува. Гледањето е во постојана симбиоза со светлината и животот. Зборот честичка ра, како што рековме е знаено во зрак, пронајде во скитскиот сарматски антички списи, денес се наоѓа во огромен број на зборови и изрази во европските јазици. Раните лингвисти, вклучено и германскиот ПАСО во 1840-тите години ја отфрлиле дигамата и тука се направи голема штета на стариот јазик, затоа што многу зборови ја изгубиле својата значајност или толку се изменала значајноста дека треба длабока анализа да се најди точно како се тие се зборови, како биле оригиналните зборови. Ова што ќе го кажам следното е многу важно од лингвистичка точка, кој што го докажува придонесот на вера во општеството и јазиците на Европа. Прво ќе кажам за Херодот. Херодот не бил напишан со Х, тоа е ставено од западните лингвисти. Тој бил Еродот со изфрлена дигама. Значи тој бил Веродот, што значи по македонски веродател. Тој што е кажувал вистинската историја. Продолжуваме со придонесот на вера во општеството и јазиците. Ако го провериме англискиот јазик, ќе видиме дека тука имаме збор veracity. А што значи veracity? Veracity значи почитување на вистината, тоа што е верно, тоа што се верува. И во говорот, и во известни изјави, како на судови и така натаму. Потоа го имаме англискиот вери. Вери оригинално е верај, на старо англиски, што значи трули, нешто што е верно, што е точно така. Продолжуваме во француски, имаме вре, вистината. Or на француски veracité.
Во италијански имаме верита. И така натаму. А исто во старофранцускиот имаме збор за девица, а тоа е virgin, што на англиски е virgin, што значува вистинска, честна, верна жена. А меѓу најважното е тоа што во така наречениот прото-индоевропски јазик, основниот корен поврзан со верасити, со вера, е вере, што најмногу и најблиску се поврзува со македонските и со словенските јазици, верно, а се разбира се наоѓа во нашата прекрасна музика и песни. Го имаме чисто вере. Вере се однесува кој ќе се изразува во песните, кој ќе се пеат песните. Продолжуваме со најдување на основниот збор вера во англиски и во европските јазици. Значајно е да во англискиот збор, кога ќе се дава доверба на крало, in English as in swear to a king, swear по стариот збор е свера, доверба на кралот. Тоа е, значи, to trust, to give your trust to a king. А свера е со вера, значи тој се доверува дали и со живот, дали ќе го заштитува крало и така натаму. Ова јас го сметам од огромна значајност. А додека во некој стар Old Nordic language е сферија. Тука се задржал буквата Ј или гласот Ј. Ушто поважно можеби е, зависи како ги гледаме овие точки, али ако гледаме во кои јазици се наоѓа името, самото име вера, најзастапено кај македонците и другите славјански јазици, каде што ги има може и 50 милиони или 100 милиони имења вера, ако се префрлиме на така наречено современ грчки јазик, за жал немаме вера, не постои во грчкиот јазик вера. Постои збор кој што тие го прифатиле од пелазгите уште од порано време, а тоа е иера, иеро, што се поврзува со религијата. Али тоа е позајмица од македонците кај грците, затоа што ја нема таа основа како што има зборот вера во македонскиот и во славјанските јазици. Се разбира, имаме вера и во други држави, да речеме народи, така да речеме во Шпанија и во Италија. Пак ќе потврдам, не постои името вера или хера во грчкиот јазик. Како еден заклучок, сакам да потврдам дека ова моја студија ги потврдува атрибутите, карактеристиките на Божицата Хера и придонесот на самиот збор во практичниот живот и воопшто во целото европско општество. Довербата, вистината и верувањето се наоѓаат во сите општества денес и во религиите, али тие зборови се и темели на самата религија. Повторно го потврдуваме Плато. Првите што се населиле во Македонскиот полуостров, така наречени грци, ги примиле и усвоиле божествата и нивните традиции од македонците, кои што ги викале варвари, затоа што не го разбирале нивниот јазик. И тоа, се разбира, се подкренува големо прашање. Ако грците не ги разбирале јазиците на Европа, како ти му ја предадале таа култура? Европа беше огромна спрема грчкиот, така наречен грчки народ. Не можеа тие да ги учат сите грчки, така наречен грчки. Ова Божица, вера, античките македонци ја сватиле како составен дел од постоењето, нивниот опстанок од општеството, затоа што, пак повторувам, не постоела измислена митологија. Луѓето немале време да измислуваат некаква митологија и да си вадат, да речеме, зборови од воздухот. Тие се ослонувале на самиот живот, на самиот практичен живот. И како покрајен заклучок,
можеме да кажеме дека кога така наречените грчки доселеници пристигнале на Македонскиот полуостров, тука најдоа една древна античка цивилизација. Општество кое постоело со милениуми, то значи со илјадници години. Тоа било древната македонска цивилизација која си имала своја писменост, своји закони, религија, медицина, за која што ќе зборуваме во едните емисии. Имале своја уметност, архитектура и наука. Денес, без разлика дали луѓето ќе продолжат да живеат според атрибутите на ова божица, да речеме Хера, кои што се природни работи, тука имаме довербата, верувањето и вистината, а и самата религија вера, овие зборови за секогаш ќе бидат столбови на општеството и со нивниот дел, најважниот дел да бидат, како најважно да бидат дел од христијанството. Со зборот вера се изјаснува вистинското значење на христијанските верувања, а многу значајно дека тука се отвора нов видик за преглед и повторно разгледување на концепцијата и потеклото на самото христијанство, чии корени најверојатно се од Македонскиот полуостров. Човечката мисла е природна креација од самиот живот, а јазикот е одраз и креација на самата човечка мисла. Помогнете радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки и слично да продолжи да се емитува и понатаму, а и да биде дел од вас, почитувани слушатели. Емисијата на Глас од Македонија, што е во недела на радио, можете да ја слушате и на YouTube, ако отворите на Voice of Macedonia, каде можете да кликнете на subscribe. Со тоа ја помагате и самата радиопрограма, а истовремено е и бесплатно. Фирмата Недан Тим Real Estate, специјалисти за продавање или купување на куќи, дека е тоа така, докажува нивната успешна 15 годишна пракса во бизнисот, било за куќи, фарми, бизниси, но и специјалисти за да ви овозможат на најлесен начин да добиете моргич доколку ви е потребен. Затоа, за реновирање, лисинг, купување или продавање на неподвижен имот, препуштете го тоа на Недан Тимот, телефонирајте уште денес до Васко Недановски на 647-333-9628 или 905-877-8262. Дали сакате да купите ауто, да лисате од марката на Volkswagen или пак ви треба поправка на вашата кола или пак некој дел? Тука меѓу вас е нашиот сонародник Васил Кајчевски со телефон 416-725-6335. Квалитетот на колата од марката Volkswagen е познат и загарантиран из целиот свет, а со тоа и квалитетниот и за поволна цена сервис, што ви го нуди нашиот сонародник Васил Кајчевски. Доволно е да го завртите телефонот 416-725-6335 и побарајте го Васил Кајчевски. Се наближуваат и последните минути и од ова наше петочно издание на Глас од Македонија. Се надевам дека и овој пат се разонодувавте со песната и зборот македонски. Благодарејќи ви за вашето ценето внимание, слушајте не в недела од 6 часот навечер на брановата должина 101.3 FM, како и идниот петок од 8 часот навечер на YouTube. Вашиот уредник и водител Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ и пријатен викенд.